Медицината постојано напредува и многу ми е драго што утрово во неколку наврати во Македонија наутро потврдивме дека македонското здравство и тоа како држи чекор со светските здравствени трендови и методи, чија цел е граѓаните со здравствени проблеми да добијат можност за квалитетен живот. И ако податоците велат дека кардиоваскуларните болести се водечка причина за смртност на глобално ниво, колку од една страна модерната медицина дава втора шанса, а колку пак треба да работиме на унапредување на нашата здравствена култура, што подразбира секако грижа за себе си. Утрово во Македонија наутро разговараме со доктор Филип Јанушев од Универзитетската клиника за кардиологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте. Пейсмејкерот е ваша специјалност и оние кои што ве знаат точно што работите. Станува збор за една од најсовршените медицински протези која што се вградува во човечкото тело и нуди можност за подеднакво квалитетен живот на пациентите со кардиоваскуларни проблеми. Но пред да проговориме за тоа што вие специјалност би сакала да проговориме малку и за статистиките. Расте ли се намалуван бројот на граѓани со кардиоваскуларни проблеми, мајки предвид какво динамично и брзо секојдневие живееме? Па и ковид пандемијата која што живеевме низ години. Добро, секако. Да, бројот на пациенти кои што се со кардиоваскуларно заболување расте, трендот е висок како во земјите, во високо развиените земји, така и во овие што се со среден социјекономски статус, па да не зборуваме со тие со низок социјекономски статус, секако дека расте трендот, имаме голем број на млади пациенти кои што се со кардиоваскуларни заболувања. Секако дека стресот, нередовниот начин на живот, нередовната исхрана, недоволната физичка активност, факторите на околината, генетиката, секако тие влијаат врз манифестацијата на кардиоваскуларни заболувања, да. Статистиките велат дека Македонија е во црвената зона по срцеви заболувања, тоа што загрижува и зголемениот број на млади до 40 години кои што се засегнати од кардиоваскуларни проблеми. Еден од 5 пациенти со срцев удар е помлад од 40 години. Колкав е процентот на млади кои имаат потреба од пейсмејкер? Процентот на млади кои имаат потреба од пейсмејкер е многу мал. Мислам, 1 на 15 до 20 илјади раѓања што се годишно се со конгенитален сувроден блок. Така да и нашата инциденца на развивање на блок зависи на прво на кој ниво на спроводниот систем е блокот, меѓутоа таа инциденца е меѓу 0,5 и 2% немаме некоја висока инциденца на блокови. Секако дека блоковите кои што се развиваат во постарата возраст се секако последица на некој друго кардиоваскуларно заболување. Дали било заболување на срцевиот мускул како сам по себе, дали било заболување на дали поврзано со циркулацијата на срцето како исхемична коронарна болест, хипертензијата, ова аритмија која што најчесто е атриалната фибрилација. Има некои болести кои што се наталожени во срцевиот мускул кои што доведуваат до блок, меѓутоа тие секако се уваат во постарата возраст. Тоа што е со млади пациенти до 40 година се блокови кои што се најверојатно вродени блокови, кои што во текот на животот заради зголемите метаболни потреби се консултираат кај нас, па се ставаат девајси. Пред малку зборувавме за светскиот ден на бубрегот и меѓу другото докторите кои што ги имавме во студиото 3 на МТВ ни кажаа дека нема посебни симптоми кои што укажуваат на некаква бубрежна болест и дека најчесто превентивните прегледи се клучни кои што може да дадат некаков знак. Кога станува збор за кардиоваскуларните проблеми, споменавте и вие симптоми имаме бројни, но како ќе започне истражувањето и анализите, што е она што укажува дека еден пациент има потреба од пейсмејкер? Потреба за пейсмејкер имаат пациенти најчесто кои што се жалат на освен губиток на свест, кој што секако треба да се исследи и невролошки, кардиолошки, од која е причината за губиток на свест, секогаш барам и сведок кој што бил на настанот, ако пациентот не го пишал, пошто вообичаено некојаш тие пациенти звагуваат на неврологија, па примаат антиепилептична терапија, пошто паѓаат, се тресат, губат свест. Докторите не го препознаваат тоа дека станува збор за синкопа баш од срцево потекло. Ali по направените испитувања најчесто се жалат на замор, малаксоност, на интолеранција на физички напор. Тоа се најчестите симптоми кои што ги имаат и покрај губитокот на свест. Да, правиме испитување, нашата инвестигација е баш стриктна во тоа, палета од 3 испитувања кои што се прават, диагностицираме дека е блок, знаеме како ќе биде врз основа на нивото каде што се наоѓа блокот од спроводниот систем и така го третираме. Али брза е диагностиката. 1958 година, така прв пат е вграден пейсмејкерот во Шведска. Сега, колку до сега медицината се унапредува и развива во однос на процедурата и во однос на квалитетот на живот кој што го добива самиот пациент?
Така да, 58 беше првиот апарат кој што беше ставен во Шведска во Каролинска институтот, тоа бе големи апарати кои што мора да се менуваат почесто затоа што векот на батеријата беше краток. Секако тој апарат песмекерот е апарат кој што има батерија литиум-јод, најчесто тој кој што испраќа импулси до срцето и срцето дава електрична стимулација која што потоа го активира мускулот и дава мускулна контракција. Со текот на времето апаратите се обновувале, станувале се помали и помали, така да од некој апарат кој што траа година-две и кој што се менува од евето истиот пациент кој што бил во Каролинска што го ставале, мислам дека има повеќе од 17 реимплантации, замени на апаратот и може и повеќе. И се уште на некоја стика го видовме како живее со неговиот имплантер. Така да се менуваат апаратите, нашите апарати траат 10 до 15 години, таа е технологијата. Има и самиот апарат има технологија за што помоци да песира, што помоци алгоритми, што повеќе алгоритми за што помоци да испраќа електрични импулси, да се зачувува таа енергија. Има апарати веќе кои што не се ставаат преку крвното корито, има што се ставаат директно во срцето како мала батерија, исто со долг животен век. Не е wireless, меѓутоа е со долг животен век батерија. Има во тековно ќе се развива биолошка терапија, затоа што тековниот тренд на лекување на електричните заболувања на срцето да биде да не се што помоци материјал се става, затоа што проблемот е вадењето на материјалот заради инфекции, ендокардити, заради бројни интервенции кои што се прават на ужици во срцето, така да тоа ќе биде проблем. Така да тековната технологија може ќе биде и биолошка терапија некоја. Така да што помоци имаме елементи во срцето, што помоци треба да што тоа васкуларно корито да вадиме, толку е подобро. Ако ништо треба да говориме гласно, бидејќи многу често се води дебата за тоа дали граѓаните може да бидат сигурни и се двоумат во однос на квалитетот на македонското здравство. Меѓутоа целта на денешната емисија Македонија наутро е да покажеме дека навистина имаме и добар кадар, но и методи современи кои што се следат согласно трендовите. Дали граѓаните кои што доаѓаат на клиниката за кардиоваскуларни болести може да бидат безгрижни од овој аспект кој што го споменавте сега и во однос на... од нашата лабораторија можам да кажам дека може да бидат презадоволни. Мислам секој индивидуално, меѓутоа нашата лабораторија, тимот кој што работиме се сосема солидни, експерти во подрачјето, услужливи, знаат што работат, сакаат да читаат, сакаат мотивирани се да лекуваат пациенти, да помагаат. Нима доволно, ама подобро да има повеќе, да, подобро да има повеќе. Колку и како се менува начинот на живот на пациентите по вградувањето на пейсмейкерот? Видете, секој имам нешто ново, значи секогаш имам некој апаратче, некој уред кој што дека ми е под клучната коска од лева страна, некако ми смета. Па знаете додека да се навикнам, па дали да кренам раката, дали да носам ова тешко, процес на зараснување 6 до 8 недели. Секако дека тоа е мал уред кој што е 3 на 3 сантими, секако дека како слабеем или како потенка станува кожата, толку повидливо тоа ќе биде под кожата и секое поместување малце ги плаши пациентите, меѓутоа тоа што повеќе ги окуражува е тоа што му се анулираат симптомите кои што ги има, за кои што бил ставен апаратот. Со текот на времето тоа не оди процесот на адаптација како и за се не оди ден-два, него трае сигурно месеци колку што трае процесот на зараснување, али после тоа се навикнуваат и забораваат дека воопшто го имаат. Имам јас пациенти кои што еднаш годишно дали ги гледам на контрола, не само што не можат да стигнат, него и немаат ни потреба да доаѓаат затоа што се осеќаат добро, веќе забораваат дека имаат апаратот нормално функционираат. Тоа значи дека не се губи ништо во однос на квалитетот на животот, но колку да речеме еве ова секојдневие имаме утрово им почнавме со 11 целзиусови степени, во текот на денот ќе имаме 28, во понеделник ќе имаме 5. Колку сево ова влијае на пациентите? На пациентите, нашите пациенти со пейсмейкер ние му го решиме основниот симптом. Тие мора да имаат електрична стимулација за да се активира мускулот, а не ги решаваме другите болести кои што ги имаат пропратни, попрачен крвен притисок, диабет, аритмија, нешто. Тие симптоми ние не ги решаваме. Решаваме пейсмейкерот решава спората срцева работа, од останатите симптоми кои што и со хомеопатијата може да бидат поврзани, апаратот не може да се справи со тоа, нема влијание на... Не случајно го прашавме, не влијае променливото време на се. Не влијае. Знаеме да кажеме и да се пожалиме на се. Ова ми е од времето, апсолутно нема врска едно со друго. Така. Докторе, обично велат дека докторите се и најдобар пример
за пациентите. Јас морам да ве пофалам и утрово кога разговаравме во неформалниот разговор ни кажавте дека дојдовте со велосипед. Кога ве прашавме ние какво е времето надвор, има ли дошол, не знам, си дојдов со велосипед. Мене тоа не ми пречи. Подготвен сум и за тоа, да. Сега во контекст на ова што го кажав, секако колку физичката активност ни е неопходна за здраво срце, колку здравиот начин на живот, грижата на себе се, верувам тоа и секојдневно го разговарате со пациентите, но велат повторувањето е мајка на знаењето, а ние сме убедени колку повеќе ги зборуваме овие работи, барем кај еден човек да донесеме промена, задоволни ќе бидеме. Да, физичката активност како активност, физичкото здравје влијае на менталното и на социјалното здравје, јас така викам, не само на општо битие влијае физичкото здравје. Колку редовно се практикува во нашата пракса, односно колку докторите го практикуваат, тоа не можам да кажам во проценти и не сакам, затоа што јас сум бил еднаш дел од таа популација која што не редовно обрнуваше внимание на своето физичко здравје, најверојатно ради немарност, а потоа сватив дека и конзистентност е битна кога во нешто што го правиш што е добро. Оно што кажува литературата за било кое заболување не мора да биде кардиоваскуларно, да имаш 150 минути активни неделно за да се осеќаш добро, општо добро. Јас можам и да зголемам таа да бидат на 300 минути, од 150 до 300 да биде некоја со среден интензитет физичка активност, а не така лангзам одење, паузирање, него зборувам нешто што троши, нешто што ќе го забрза метаболизмот, затоа што се знаеме што го забрзува метаболизмот, што може да доведе да не задиши, али пак да биде некоја комфортна зона, кога би зборале за физичка активност, што е добра и тоа да се практикува. Имаше еден кардиолог, еден од основачите на кардиологијата, од модерната кардиологија, викаше дека градинарството е баш таа активност која што го прави да биде срцето здраво, али во нашата држава па нема доволно градинари затоа што сите замина, така да нема некој да биде на земја да работи па да се занимава баш со градинарство. Да ни останете вие докторите, тоа е важно кога зборуваме за тоа на таа тема. И уште еднаш можеби добро е да проговориме гласно дека ни е неопходно да работиме на здравствената култура. Редовните прегледи се суштината всушност во однос на превенцијата. Да. Редовните прегледи, но ајде како зборуваме и за здравствената култура и нашето однесување по болниците, најверојатно сето тоа што го гледаме таму пациенти нервозни и бараат преку ред, сето тоа и влија и ако зборуваме за здравјето на срцето, стресот што го доживуваат самите пациенти гледајќи што другите прават, исто така можеме некако да го изолираме бидејќи тоа од нас зависи. Така, добро е триажата да биде на болните добра. Мислам тоа целиот здравствен систем како треба да функционира од примерно на секундарно на терцијарно ниво и кај нас се развива голема нервоза, ние што работиме на клиниката, кога нештото на подолните парти не е баш како што треба средено регулирано, па доаѓа кај нас буквално се доаѓа, па не може на некој што стварно има мака да му посветиш внимание. Ако за ништо сум сигурна дека денес вие нема да се изнервирате кога ќе одите на работа, што нема да имате потреба од паркинг бидејќи сте со велосипед. Тоа е првата алга која што ни функционира таму. Вие немате проблем со тоа. Благодариме доктор за гостувањето во Македонија на утро, но овие теми секогаш е добро да се говори гласно бидејќи сакаме здрава нација и генерација. Благодариме. Благодариме вас. Благодариме. 9 часот